Британската премиерка Тереза Меј е првиот странски државник на разговори со американскиот председател Доналд Трамп во Белата куќа, откако тој ја презеде функцијата. Говорејќи на собирот на републиканските пратеници во Пенсилванија, Меј изјави дека Британија и Соединетите држави мора да го водат светот како дел од нивните историски специјални односи. Сепак, како што рече, деновите на почнување скапи војни, како оние во Авганистан и Ирак, завршиле. Меј додаде дека Британија и Соединетите држави мора да одговорат на заканите од Исламската држава, на подемот на Кина и на повторно заживеаната Русија. Или, како што рече, кога другите настапуваат, а ние се повлекуваме, тоа не е добро ни за Америка, ни за Британија, ни за светот. We have the opportunity to lead together again. Because the world is passing through a period of change. And in response to that change, we can either be passive bystanders, or we can take the opportunity once more to lead, and to lead together. Меј оцени дека Западот би требало да работи со Русија, но да остане предпазлив за намерите на Москва. Таа алудирајќи на пристапот на екс-председателот Роналд Реган во разговорите со неговиот советски колега Михаил Горбачов, односно верувај, но проверувај, рече: "Мој совет во врска со председателот Путин е соработувај, но предпазливо." При тоа таа остро ја критикуваше Русија, особено за анектирањето на украинскиот полуостров Крим во 2014 година. Председателот Трамп најави дека би сакал поголема соработка со Русија во борбата против тероризмот и во врска со конфликтот во Сирија. Тој исто така сугерираше дека би можело да ги укине санкциите што администрацијата на неговиот претходник Барак Обама ги воведе против Москва во врска со анексијата на Крим. Изборната кампања на Трамп беше заглавена и со обвинување од американската разузнавачка заедница дека руски хакери се вмешале во неа за да му помогнат да влезе во Белата куќа. Кремљ ги демонтираше ваквите наводи. Трамп предизвика и своевидна загриженост кај членките на НАТО од Источна Европа, кога оцени дека алијансата била застарена. Во незиниот говор пак Меј ја нагласи британската поддршка за сојузниците во Европа, наведувајќи дека Западот би требало да им гарантира на соседите на Русија дека нивната безбедност не е доведена под прашалник.